Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Голем, топол, летен поздрав ви испраќаме заедно со персоналот од Златно буре Кучково. Место за уживање и место каде што можете сите ваши вкусови да ги задоволите. И за прошетка, и за ладовинка, и за амбиент, и за очите, за вкусната храна, за разладувањето во базенот. Значи, многу нешто имате да видите во обкружувањето тука на Златно буре Кучково. Но ние да си преминеме на нашата работа. Денеска ќе ви направам лажна пита. Што значи сега тоа лажна пита? Значи, немаме месење, немаме сукање, немаме тегнење, а вкусот е ист како да месиш, тегнеш и значи да си ја правиш класичната пита. Ние сакаме да бидеме практични, нели? И овој рецепт ќе го споделам со вас, за да видите како се прави. Едноставно само од практични причини, затоа што немаме време, брзаме и така натаму, доколку имаме мајка, баба, стрина, вујна и така натаму некој да ни подзамеси, тоа е добро, но кога немаме време, нашето семејство сака да касне пита, еве решение за тоа. Значи, ова пита, лажна пита да ја направите, вас ке ви требат 5 јајца, од кои што 2 одат во тестото, 1 оди во преливот и 2 јајца одат горе во филот. 400 мл кисело млеко, кравјо кисело млеко, значи скоро цело канче, 400 мг, 550 грама брашно, 1 чаша за вода или 180 мл масло за јадење, можете и маслинов зејтин да ставите, тоа нека биде ваш избор, 1 пакетче прашок за печиво, 100 грама рендан кашкавал, 200 грама урда или 200 грама и ситнето сирење, што сакате. Ако имате и 300 грама, ставете 300 грама и ситнето сирење, не ставајте кашкавал. Значи изборот нека биде ваш, малку сол по потреби, како што реков, прашок за печиво. Многу брзо и многу лесно се приготвува. Одиме сега да го направиме тестото, ренната да биде пуштена на 200 степени. Значи, одиме прво со 2 јајца. Двете јајца кои ќе ги заматам малку со сол, малку со миксерот. Значи, половина кафено лажиче сол. Сега ќе го ставам киселото млеко. Така, ќе го ставам маслото. Промишувам. Прашокот за печиво. И сега го додавам брашното. Може и 500 грама ќе ви отиде, може и 450, значи не го ставајте одеднаш.
Еве сега ќе додадам уште малку. Значи на мене ќе ми одат 450 грама. Затоа што ова брашно е поинакво. Значи 450 ќе ми одат, но рецептата е со 550, да знаете, затоа што има некое брашно кој што пие повеќе. И сега, 400 грама кисело млеко отиде во тестото со скоро 200 мл масло. Но вие секако едно канче ќе употребите, пошто е 500 грама. 100 грама ќе тргнете настрана за филото дозгора, ќе ви кажам како. Значи, точно едно канче планирајте во потребни состојки. Еве, густината треба да биде ова. Малку погусто тесто. Не како за проја, туку уште погусто. Мислам дека уште малку сол ќе треба да му додадам. Да. И вака убаво да ги разбиете гручињата од брашното. Еве, треба да дојде, значи, многу густо, така, многу густо. Еве, гледате како треба да биде? Малку поретко од она као за мекици. Сега ќе ставам малку масло во тавче број 26. Значи, вие можете и 28, ако немате 26, ќе биде малку потенка. Така. И сега префрлам смесата. И ја носам тавата на печење. Само јас ви советувам 26 да биде, за да не биде многу тенка како пица ќе дојде. Ете така. Сега ќе изедначам насекаде. И оди во рерна да се испече заедно 20 на минути на 220 па на 200 степени. Да фати кора, не мора да е скроз внатре, значи испечена, затоа што после ќе иде на второ печење. Останете со вкусот на традицијата, да ја запечам, се враќам назад. Еве, драги гледачи, ова се потпече. Значи не е се, ама доволно е прстот, нели, не пропаѓа внатре, врзано е тестото, еве како треба да биде. И сега имате опција и со лажица, и со ноже. Да се, еве, јас ќе го направам со ноже. Значи, го подсекуваме. Ова како ќе биде убаво. Може и вака малку да подкопаме со лажичката. И сега ќе го ставам филот. Прво, едно јајце и кисело млеко. Гледате од киселото млеко како ја држи влажноста. Значи, ова кисело млеко 100 грама и ќе му ставам едно јајце тука. Така. Ќе го изматам. Така. Ќе го посипам горе.
но ќе си навлезе на секаде. Значи, поентата е во тоа да навлезе во тестото. Така. И пак можеме така. И сега ќе го ставам филото дозгора. Филот ќе го спојам со двете јајца. Значи сирење, урда, крем сирење, што и да имате, тоа. Така, малку сол. И ќе му ставам 2 јајца. И ќе го измешам. Не мора да е совршено измешано, изматено. Урда, сирење, како што ви кажав. Значи, што имате тоа. Доволно е. Сега го претурам филото дозгора. Секаде подеднакво го разнесувам. И одозгора ќе му ставам кашкавал. И ќе го ставам на 180 степени да се пече. Користете кашкавал што е за печење, што се топи, за тостови, таков се кашкавал. Така. Драги мои, ви останете со вкусот на традицијата, јас сега одам во кујната да го испечам, само малку да го забришам тука. Така. Да биде чисто. И откако ќе го испечам, ќе послужам на трпезата оваа лажна пита, а ви останете со вкусот на традицијата, се гледаме за скоро. Сега е време да се сладиме на оваа лажна питата. Дали е лажна или е вистинска, она е прекрасна. Како е убава, така е потонато внатре сиренцето. Нешто прекрасно. Полна е со фил, полна. Полна е.
Леле, кој вкус! Не можам да ви опишам кој вкус е ова. Како се залепил филот за тестото. Неверојатно, неверојатно. Толку е мека како локуме, а тестото толку интересно. Како ми наликува, значи, како некој пудинг, некоја таква смеса, толку е меко, толку е ровко и прекрасно спојување имаме со филот. Драги мои, направете ова, пите и уживајте во вкусот. Значи, зашто и да ја направите, за појадок, за ручек, за вечера, таа секогаш е добитна комбинација, затоа што видовте за колку кратко време се прави. Значи, додека трепнеш, таа е готова. Нас ни требаат во денешно време такви нешта. Сега ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат, ова е жива вистина. Никој посовршено не знае да ја сокрие својата болка пред децата од мајката. Кога сака пред нив да биде мокна, да биде силна и да успева во се. Само мајката може својата болка пред децата да ја сокрие. Довидување, се гледаме во следната емисија. Здрави и живи!